Бидејќи со рибите на море ништо не направивме, не успеавме да најдеме дали има фокус во очи, но нашата потрага продолжува за тоа. Јас и Бодан решивме да дојдеме во Скопската зоолошка градина и да видиме на кое животно овој апарат ќе може да го препознае окото и да фокусира во око. За почеток почнуваме со бизонот, кој што моментално нека да ни позира, но затоа ние ќе идеме до него и ќе се доближиме да му ги препознаеме очите. Кај си? Ајде ти поглед кај мене. Така насмеј се. Можам да кажам дека успева да го открие окото и да фокусира во него и покрај мрежата што е пред нив. Кај си ти? Као? Не мижи се. Малото Еленче, фокусот е кај очите. Браво! Дали фаќа фокус на прасе, престињата уопште нечат да не дружат, сонуваат нешто дека волкот го брка. Го клоца маја Гери мудре, го шутна. Други многу познати домашни животни кои што се чуваат низ Македонија се козите. Кај си ти? Немаме за ручкање, ништо не смееме да ти даем. Чекај да ни спозираш убаво. Лама, погледни бе кај нас, не се прави лама. Лама, рама, лама, динг-донг. Доколку имате слонче, сира во реонот на очите, се тушира, но не може да го погоди окото. Баш меѓутоа е во реонот на очите. Чекај го погали. Ти си било умно, магаренце, бе? Умно е секој. Кај Кончево фокусот веднаш го препознава окото и фокусира право во него. Браво, бе, Конче, бе. Позер. Ова е добро домашно животно, бидејќи може вие дома да го чувате, а да јаде од кај комшијата. Ова се исто доста битни домашни животни и кај нив апаратот може да препознае каде е очес. Што се стресе, бе? Лавот нема да го снимаме, бидејќи не се исплати да го чувате. Само месо јаде, жив трошок ќе биде таа. Ние живееме во Македонија, не сме Швајцарија. Идеме понатаму. Стигаме со 70-200, ова самено мајмунче. Фокусот успева да детектира кај му е главата, најмногу оди на црно-белата зона. Збор 2 за крај за денешново искуство од зоолошка градина. Можам да кажам дека најдобро со фокусот во очи се справи 70-200 F4, нормално тоа е и поскап и подобар објектив. Меѓутоа многу малку послаби со резултатите, беа 55-210. Дури и неговиот кит објектив што доаѓа со него, успеваше да фокусира во очи кај одредени животни до кои што можевме да се доближиме. Најинтересно од све ми беше фотографирањето со 30 мм макрообјектив, каде што едно убаво магаренце многу добро ни позираше, дури и се насмеа. И сега заклучок на крајот ова можам да кажам дека кај животните чии што трепки се многу долги или се бушави, не може апаратот да фокусира во очи, а кај другите животни каде што очињата се гледаат добро, одлично си работи. Ако не знаете што да правите во летниот распуст, земете точек, земете апарат и тргнете во зоолошка на фотосафари. Но пак можете и на Sony PlayStation. Ајде. Продолжува нашиот тест на Sony Alpha 6400 и сега ќе бидеме први во свет кои што ќе тестираат неговиот фокус, дали може да препознае око на риба и да фокусира токму на неа. Значи ексклузивно од Македонија, од пазарче Ѓорче Петров, од нашата најомилена рибара воден свет, кој што ни дозволија да се играме малце со краповите во нивниот аквариум, ќе ви покажеме дали овој апарат може да фокусира или не. Зашто е ова потребно? Ова е потребно за секој оној рибар кој што сака да има еден убав портрет од рибата што ја фатил. Може да ја пушти, а може да ја изеде, но како и да е, за секојаш ќе има слика од нејзе. Со фокус во очите. Гледајте, ќе биде интересно. Прв тест ни е фотографирањето низ стаклото од аквариумот, кое што годините на користење има малце бигор и ни прави проблем, но еве може да видите публиката ни исчекува. Објективот го залепив директно до стаклото и апаратот можеше да го дефинира
окото на рибата и во овој случај скоро 50% од фотографиите ми беа во фокус. Доколку водата беше побистра и стаклото почисто, мислам дека и подобри резултати ќе имав, но како и да е, многу задоволително. Овој тест беше еден од по-тешките, бидејќи поради малите бранчиња и дифракцијата на светлината од површината на водата, апаратот не можеше да ги детектира очите на рибите и тука ни поларизаторот не помагаше, бидејќи светлото доаѓаше од иста насока од која што ни се наоѓаше апаратот за фотографирање. И сега за крај еден тест за сите рибари кои што од која ја фатиле рибата со кепче. Еве ние сега тука ќе пробаме нешто прв пат во нашиот живот. Оп, го фатиле крапот, го ставиле на ова и сега да го спикаме, ама шипинки не можеме да го спикаме. Чекај да видиме окото, кај му е? Еве му го окото. Седи мирен. Вака на суво веќе апаратот го препознава окото на крапчето. И сега да не го малтретираме ова крапче више, ќе го вратиме назад. Браво за Сони! За овој тест ја го земав чудото од макрообјектив од Sony 30 мм со бленда 3,5 и покрај многу интересните услови и тешки за фотографирање, се уверив дека доколку има идеална прилика, софтверот на Sony Alpha 6400 успеа да ги препознае очите на рибите и да фокусира токму во нив. Значи први во свет докажуваме дека Sony Alpha 6400 може да фокусира во очи на риба. За поголеми риби, ајкули и ово оно, ќе пробаме на друго место. Неколку зборови за крај. Како прво, ако сакате да имате mirrorless апарат кој што може да фокусира во очите на вашето дете, кутре, маче, пиле, 4K видео кое што ќе ги задоволи потребите, тогаш ова е апаратот за вас. Сите оние што го имате Sony Alpha 6000, време е да го смените со 6400. Сите оние што го имате Sony Alpha 6300, а го користите за снимање на видеа и понекогаш сте се сретнале со проблемот на прегревање на апаратот, односно морате да го паузирате снимањето додека не се олади апаратот. Ова е апаратот со кој што вие ќе може да направите одлични видеа, одлични видеоспотови или разни прилози и документарци, без да се секирате дали тој ќе се загрее, ќе се прегрее, а можноста со дополнување на батеријата додека работите преку некој USB банк е уште подобра. Што значи Sony направи одличен фотоапарат кој што ќе се користи многу во македонската продукција за спотови, за свадби и за такви работи и топло го препорачувам на сите оние видеографи кои што се на буџет, слободно може да го земат, ќе имаат многу добри резултати. Тоа е тоа.